сте на Слободен печат. Први вести за оваа работна седмица. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. Камионџиите излегуваат на протест. Поради најавата на транспортните превозници за блокада, денеска во нашата држава ќе се затворат затоварен сообраќај граничните премини Деве Бајр, Делчево, Новосело, Дојран, Богородица, Меджитлија, Ќафасан, Блато и Блаце, Табановци и Прешево ќе бидат затворени од српската страна. Поради воведувањето на новиот систем за влез и излез на Европската унија, македонските превозници, како и од Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, најавија дека ќе почнат 7-дневна блокада на граничните премини, што одат кон Шенген зоната. Се бара решавање на проблемот со евиденција на престој во Шенген зоната во согласност со правилото 90-180 дена за професионалните возачи. Со сослушување на сведоци, законски застапници на оштетените во судницата во Идризово, денеска треба да продолжи судењето за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. Минатото рочиште, одржано во декември, беше траорно. Семејствата на загинатите во пожарот во Пулс со солзи, длабоки воздишки и болни лелеци ги слушаа сведочењата на мајките, чиј што глас беше скршен од тага. Новоизбраниот народен правобранител Фатон Селами денеска ќе даде свечена изјава пред председателот на собранието Африм Гаши. Селами доаѓа на местото на поранешниот народен правобранител Насер Зибери, кој на 12 јули минатата година го заврши мандатот поради исполнување услови за пензионирање. Новиот омбудсман е дипломиран правник и магистар по правни науки со положени правосуден и нотарски испит. Хрватска државјанка осомничена за семејно насилство во Кавадарци. Хрватката е 30-годишна државјанка со привремен престој во Кавадарци, како што се наведува во соопштенијата на обвинителството. Вчера изутрината во состојба на пијанство со присуство на 2,61 промили алкохол во крвта, осомничената вршала семејно насилство и телесно го повредила својот сопруг. По вербалната расправија зела нож од кујната и го пребодала оштетениот во левото и во десното рамо, а потоа го гребела по вратот и телото. Јавниот обвинител, имајќи ги предвид сите околности, оцени дека се исполнети законските основи и до судијата на претходна постапка од Основниот суд во Кавадарци достави предлог за определување мерка притвор за осомничената. Одиме со вести од светот. Температурите се спуштија до -30 степени во САД. 2 лица починаа од хипотермија во округот Кадо, Луизијана, а речиси 800.000 домови во Соединетите Американски држави се без електрична енергија, бидејќи огромната зимска бура им се заканува на околу 180 милиони луѓе во 37 држави, повеќе од половина од населението на САД. Најмалку 5 лица починаа во Њујорк во текот на викендот поради ниските температури и снегот, изјави градоначалникот на Њујорк. Градот Њујорк отвори 10 центри за затоплување и 126 засолништа за граѓаните, а градоначалникот Мамдани ги повика луѓето да останат во затворен простор и да не возат. Само во неделата се откажани повеќе од 10.000 летови, што е најголем број откажувања на летови од пандемијата на ковид. Огромни протести во Америка поради убиството на Прити. Агент во Минеаполис го уби 37-годишниот Алекс Прети, медицински техничар на одделот за интензивна нега, а пукањето се случи 2 недели откако друг агент уби жена претходно во услови на масовни протести поради репресијата врз имиграцијата од страна на администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп. Трамп во објава на Truth Social објави дека Минесота е криминално прикривање на масовна финансиска измама, што е во тек. Барак и Мишел Обама рекоа дека убиството на Алекс Прети на улиците на Минеаполис треба да биде повик за будење за секој американец, без оглед на партиската припадност.
Околу 50 мигранти загинаа откако нивниот брод потона во централниот дел на Медитеранот, според сведочењата на единствениот преживеан. Вооружените сили на Малта потврдија за малтешки весник дека мажот бил спасен од товарен брод во близина на брегот на Тунис во петокот. По спасувањето тој бил пренесен на Малта за укажување на лекарска помош. Луѓето го напуштиле Тунис и поминале 24 часа во вода. Најмалку 11 мртви во пукотница на фудбалско игралиште во Мексико. Вооружени нападачи отворија оган на фудбалско игралиште во централно Мексико во неделата, убивајќи најмалку 11 лица, а ранувајќи 12, соопштија локалните власти. 10 лица загинаа на местото на настанот, а едно подоцна им подлегна на повредите во болница. Градоначалникот потврди дека меѓу повредените има и жена и малолетник. Најмалку 15 лица загинаа, 28 се уште се водат како исчезнати откако филипински траект со повеќе од 350 патници и членови на екипажот потона покрај јужниот брег на земјата. Спасувачите спасија 316 лица од бродот. Бродот кој превезувал патници и товар пловел од Минданао на јужниот копнен дел кон островот Џоло на југозапад. Испратил повик за помош во 1 часот и 50 минути по локално време во понеделникот. Властите соопштија дека ја истражуваат причината за потонувањето. Во центарот на Техерен, на плоштадот Енгелап, откриен е нов мурал кој испраќа предупредување до САД да не започнуваат воена акција. Муралот прикажува оштетени авиони на палубата на носач на авиони со порака на фарси и англиски јазик. Кој се е ветер, кеж не е бура. Откривањето на муралот следеше по изјавата на висок ирански функционер, дека секој напад ќе се смета за тотална војна против Иран. Последна сламка за Охридското езеро. На 1 февруари извештајот за спас на Охридското езеро треба да стигне во УНЕСКО. Македонија и соседна Албанија се соочуваат со тој критичен рок до 1 февруари оваа година да достават детални извештаи до Центарот за светско наследство на УНЕСКО за преземените мерки за заштита на Охрид и Охридското езеро, како дел од врските да го зачуваат статусот на светско, природно и културно наследство и да го избегнат ставањето на регионот на листата на светско наследство во опасност. УНЕСКО и неговите мисии за реактивно мониторирање во последните години укажуваат дека досега преземените мерки не доведоа до значително подобрување на состојбите, што го доведе регионот во екстремно ранлив статус. На 47-та сесија на Комитетот за светско наследство во Париз беше одлучено да не се стави Охрид на листата на наследства во опасност, но само под услов двете држави до 1 февруари оваа година да достават исцрпен извештај за преземените активности и напредокот во реализацијата на препораките од УНЕСКО. За крај временска прогноза. Управата за хидрометеоролошки работи сподели метео аларм за денеска. Територијата на Македонија е прекриена со жолто и портокалови ниво на врнежи од дожд. Најмногу дожд утринава е измерен во Попова Шапка 7 литри на метар квадратен. Времето денеска ќе биде облачно со повремени врнежи од дожд, кои ќе бидат пообилни во централните и источните делови, каде ќе наврнат над 30 литри на метар квадратен, проследени со ретки грмежи. На планините врнежите ќе бидат од снег. Максималните дневни температури ќе се движат од 7 до 13 степени. Во Скопје времето ќе биде претежно облачно со повремени врнежи од дожд, а максималната температура ќе достигне до 10 степени. Снежната покривка до утринските часови највисока е во Попова Шапка 30 сантиметри. Ви благодарам што следевте вести на Слободен печат. Повеќе информации побарајте на нашиот сајт.